Послание на апостол Павле до Галатјаните, 1 глава. Павле, апостол, повикан не од луѓе, ниту преку човек, туку преку Исус Христос и Бог Отецот, кој го воскресна од мртвите, и сите браќа што се со мене до црквите во Галатија. Благодат и мир вам од нашиот Бог Отец и од Господ Исус Христос, кој се даде себе за нашите гревови, за да не избави од сегашниот зол свет, по волјата на Бога кој е наш Отец. Нему нека му е слава во вечни векови. Амин. Се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика преку благодата Христова и преминувате кон друго евангелие. Зашто и нема друго евангелие, но има такви кои ве бунат и сакаат да го излопачат евангелието Христово. Но ако и ние самите или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви го благовестевме ние, нека биде проклет. Како што рековме порано и сега пак повторувам, оној што ви благовестува некое поинакво евангелие од она што го примивте, нека биде проклет. Во луѓето ли сега барам благонаклонетост или во Бога? Или пак на луѓето ли сакам да им угодувам? Ако бев сакал да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Браќа, ве известувам дека евангелието кое јас го проповедав не е од луѓе, зашто јас ниту сум го примил, ниту сум го научил од човек, туку преку откровение на Исус Христос. Сте слушнале и за моето некогашно поведение во јудејството, дека прекумерно ја гонев Божјата црква и ја разорував, и дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои врсници, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија. Кога Бог, кој ме избра уште од мајчината утроба и ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да го благовестам за него меѓу незнабожците. Веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта, ниту пак отидов во Ерусалим кај оние што стана апостоли пред мене. Туку заминав за Арабија и пак се врати во Дамаск. А 3 години подоцна отидов во Ерусалим, за да се видам со Кифа и останав кај него 15 дена. А пак од апостолите не видов никој друг освен Јаков, братот Господов. А за она што ви пишувам, еве, пред Бога велам дека не лажам. А потоа дојдов во земите сириски и киликиски. На Христовите цркви во Јудеја лично не им бев познат, туку само беа слушнале дека оној кој некогаш нив ги гонел, сега ја проповеда верата што порано ја разорувал и го прославуваа Бога за мене.